Али Ахмети со нова политичка реторика од позиција на опозиционери ја застапува тезата дека албанците имаат антички корени на овие простори. Во говор пред поддржувачите од Струга тој зборува и дека се што е на Балканот од средниот век било дел од албанската историја. Меѓу личностите кои ги вбројува се и Константин Велики, Јустинијан I, како и основачот на Охридската архиепископија. Ахмети вели треба да им биде јасно на сите дека албанците придонеле за културата на Балканот, Европа и светот. Tash nuk duat të hyje dhe bëj historinë e gjuhës shqipe në shekuj, pe kur është përdorë dhe si është përdorë. Por ama duhet ta dim se ne jemi kontribus qoftë në kulturën e Ballkanit, qoftë në kulturën e Evropës, qoftë në kulturën e botës. Ta zëm nga Konstantini i Lashtë, që është i yni, është origjinë, është ADN e jona, Justiniani, Gjergj Dibrani, themelus i kishës i arcipeshkvisë Sohri. Po ne nuk hiqemi që ne i kemi dhënë kulturës europiane. Sepse atëherë kemi qenë kosmopolit dhe kemi kontribuar për të gjithë njerëzimin. Ова не е непозната реторика за дел од албанските академици од Албанија кои веќе подолг период застапуваат вакви тези, но за прв пат се случува да ги зборува јавно политичар од Македонија. Дека ова не е ништо друго освен протежирање на ултранационалистички идеи кои се користат од повеќе држави на Балканот, оценуваат аналитичарите. Секој националистички шовинизам секогаш пледира да ги докаже своите корени, дека тие се најстар народ, говорат најстар јазик. Имаме, да речем, дури трагикомични, па и би рекол психијатриски случаи од, не знам, ултранационалистички срби или ултранационалистички бугари кои докажуваат дека, не знам, србите се најстар народ во светот. Дефинитивно небулози кои историската наука ги отфрла. Исто така мислам дека и овие тези со кои лидерот на ДУИ настапи, каде што одредени видни историски личности на Балканскиот полуостров им дава етничко албанска нота, односно дека тие биле од албанскиот етнос, не се прифатени во светската историографија. Ваквиот говор на Ахмети го оценија како чајнички обид за привлекување на гласачкото тело. ДУИ моментално е детето од Катран, политички е маргинализирано од сите политички представени партии во Македонското собрание, говорам тука ВМРО, ДПМН, не знам, дури опозицијските СДСМ и левици, веројатно тоа создава нервоза кај долгогодишниот и единствен деценијски лидер на ДУИ Али Ахмети, па заради тоа тој се повеќе ќе се преклонува кон се повеќе радикални изјави, со кои смета дека на тој начин ќе го држи националистички гласачкото тело. За историчарите ваквите тези се чисти измислица бидејќи се целосно спротивни на историски потврдените факти. Токму историјата говори спротивно дека албанците не се дел од етносот кој живеел на овие простори и нивното населување е неколку века подоцна. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.